За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, предлог на одлука за изменување на одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, поднесено од пратениците Тала Џафери, Рафи Салити, Артан Грубе, Еви Брюстеми, Нора Алити, Шпреса Хадри, Виолца Мехмеди, Нуредини, Мирсада Емина Асани, Калтрина Азизи, Мирван Джемаили, Селви Есалиу, Дереджел Исмили, Джеват Адеми, Рамиз Мерко, Ермира Мехмети, Муса Ибреми, Ямен Синани, Хаз Белика, Али Ахмети, Имер Алиу, Орхан Ибреми, Ернат Фейзулаху, Бехи Фазлиу, Газмет Али, Мера Узери Ферати, Мендухтачи и Илијана Поповска. Дали има некој предлог за изменување и дополнување предложениот дневен ред? Ги повикувам пратениците кои имат предлози за изменување и дополнување дневниот ред да се пријава за збор. За збор сега има збор господинот Илијовски Зора. Повелете. Благодарам, председателе. Предлагам како втора точка дневниот ред да види предлог закон за изменување на изборниот законник по итна постапка. Благодарам. Предлогот да се дополни дневниот ред со измена на изборниот законник по итна постапка го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. Купно гласа 80, сите 80 за, нема воздржани, нема против. Како втора точка е предлог на закон за изменување на изборниот законник по итна постапка, поднесен од пратениците Зоран Илијовски и Џеват Адеми. Процедурално бара господин Сугаревски Горан. Повелете. Почитувани граѓани, ова е уште еден пораз на Никола Груевски и директно признание дека нема услови за слободни, фер и кредибилни избори на 24 април. Колеги, да го сослушаме, мола. Никола Груевски 4 дена не собра храброст да се соочи со вистината дека ги лажеше граѓаните затоа што се плаши од слободни фер избори. Без прочистен избирачки список, без реформи за слободни медиуми, не може да има слободни, фер и демократски избори во Македонија. Тоа веќе не е само став на СДСМ и коалиционите партнери. Тоа е став кој што го потврди меѓународната заедница, која е што гарант на договорот од Пржино. Тоа го потврди и Европската унија и САД во писмото кое Груевски немаше ни храброст да го прими. СДСМ не гласаше за едностранната одлука на ВМРО ДПМН и ДУИ за одложено распуштање на собранието. Затоа, ниту сега нема да учествуваме во гласањето за нејзиното менување. Ова е голем срам, што и беше нанесен на Република Македонија од страна на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Ви благодарам. Колеги, ве молам, секој има право да си го каже своето мислење. Ве молам, да видиме коректни. Јавноста ќе цени за све. Ве молам. Имаат потреба секој да се искаже. Може да има собствени барања внатрешни кои што треба да ги изнесе. Господинот Димовски Илија, само продолжете со процедурално до полноќ ќе завршиме работа. Господинот Димовски Илија, процедурално и тоа има. Повелете. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, почитуван председател на собрание, почитувани граѓани. Единствен срам за политичка партија и за политичари да бега од избори. Нема поголем срам од тоа. Се радувате заради тоа што бегате од избори. Алал вера.
почитувани колеги пратеници, од народот нема да избегате. Ниту еден меѓународен посредник, ниту еден измислен пријател нема да ве заштити од волјата на народот. Народот ќе си дојде по своето и народот ќе го врати суверенитетот на оваа држава таму каде што му е местото. На 5 јуни со вас или без вас граѓаните на Република Македонија ќе го изберат новото собрание, а вие да си продолжите и понатаму со вашата страмна, понижувачка, деструктивна и кукавичка политика. Да си барате пријатели секаде по белиот свет, заради тоа што во Македонија повеќе ги нема. Благодарам. Господинот Джафери Талаш и тој бара процедурално. Повелете, господин Джафери. Благодарам, господине председател, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, представници на медиумите. Ниту јас, ниту пратеничката група на Демократската унија за интеграција немаме потреба да се срамиме пред нашиот народ кој што ни даде мандат да го застапуваме во парламентот. Согласно договорот што го побаравте, на 5, односно 15 јули 2015 година добивте датум за избори кој што го подпишавте 24 април. Тогаш, денес и утре, партнер е нашиот гласач, партнер е нашиот народ и партнер е меѓународниот фактор, меѓународната заедница, чии што процени сме ги ценеле, сме ги почитувале и не случајно стоиме и ке стоиме зад нивните оценки. Повторно ке кажам, немаме потреба да се засрамиме за ништо, затоа што во потребната парламентарна постапка, политичкиот договор кој што го постигна лидерите на најголемите 4 партии надвор од парламентот, имавме уставна обврска да ја претвориме во собраниска постапка и да ја дадеме правна моќ која што ќе може да произведе и последици и правни дејства согласно кои ќе треба да се почитуваат сите рокови. Вие може да барате се што мислите дека треба да барате, тоа е ваше легитимно право, меѓутоа немојте да се занимавате со другите и правото на другите. Затоа ние и како на 18 јануари и денес по договорот на лидерите во присуство и под надзор на меѓународниот фактор го преземаме овој чекор со цел оваа земја и граѓаните на кои што и вие се повикувате да излезат од овој политички хаос и да се вратат на институционалниот пат на делување и наше работење тука и насекаде. Затоа ние ќе дадеме поддршка и на оваа одлука. Ги покануваме сите страни да застанат или да стојат на тој дел од договорот што го подпишале и што го прифатиле во текот на разговорите во присуство на меѓународниот фактор во текот на целиот денешен ден. Благодарам. Жалам, господине Бајрам Амди, не сте координатор. Ако ќе бидете координатор, тоа ќе добиете процедура. Предложениот дневен ред со дополна на втора точка прифатена од страна на собранието. Предложениот дневен ред го става на гласање, ве повикувам да гласа. Купно гласа 83, за 82, воздржани нема, 1 против. Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред со 2 точки. Пред да преминеме на расправа по точката дневниот ред, ве потсетувам дека согласно член 80 ставови 2 и 3 од Делникот на собранието пратениците се пријавуваат за збор
Во рок од една минута по отварањето на претесот, предлагачот и координаторите на претенички групи може да се пријават за збори во текот на претесот. Листата на претеници не може да се менува и дополнува текот на претесот. По исклучок согласно член 10 од Деловникот за изменување и дополнување Деловникот на собранието, претениците кои во една минута по отварањето на претесот се спречени да се пријават за збор поради присуство на седниците на работни тела или делегациите на собранието чии членови се те имат право да се пријават за зборот од моментот кога присуствуваат на седницата на собранието, доколку претресот по точката од дневниот ред се уште трае. Едновремено ве известувам дека согласно член 85 став 3 од Деловникот на собранието, пратеникот кој се пријави за збор, а не присутен во салата, кој е повикан да говори, го губи правото на зборот за претресот за кој се пријави и не може повторно да се пријави за истиот претрес. Врз основа на член 86 од Деловникот на собранието и член 12 од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот на собранието, пратеникот во текот на претресот може да говори само еднаш во трајање 10 минути, известител на матичното работно тело и закодано правната комисија 10 минути, координаторот на пратеничката група или еден пратеник по предаден од пратеничката група или од координаторот на пратеничката група и предлагачот може да говорат повеќе пати, но не повеќе од 15 минути вкупно. Прва точка. Предлог на одлука за изменување на одлуката за распуштање на собранието на Република Македонија поднесен пратениците Талат Џафери, Рафи Салити, Артан Груби, Еју Прустеми, Нора Литиш, Преса Хадри, Виолса Мехмети, Нуредини, Мирсада Емине, Асани, Калтрина Зизи, Мирван Джемили, Селви Есалију, Зреđо Исмили, Джевата Деми, Рамиз Мерко, Ермира Мехмети, Муса Ибреми, Јамин, Синани, Хазби Лика, Али Ахмети, Имер Али, Орхан Ибреми, Ернат Физулако, Бекин Фазлив, Газмент Али, Мере Узер, Ферати, Мендук Тачи, Лиљана Поповска. Предлог на одлуката ви е доставен, ви известувам дека врз основа на член 63 став 6 од Уставот на Република Македонија, собранието на Република Македонија се распушта ако за тоа се изјасни мнозинството вкупниот број пратеници. Отворам општа расправа. Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по општата расправа по предлогот на одлуката се пријават за збор. Бидејќи нема пријавено за збор, констатирам дека општата расправа е завршена. Со оглед на тоа што не се поднесени амандмани за седницата на собранието, преминуваме на одлучување по предлогот на одлуката во целина. Ве потсетувам дека врз основа на член 63 став 6 од Уставот на Република Македонија, собранието на Република Македонија се распушта ако за тоа се изјасни мнозинството вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. Купно гласа 86 пратеници, од нив за предлогот на одлуката гласа 83, воздржани нема, тројца против. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за изменување на одлуката за распуштање на собранието на Република Македонија. Втора точка. Предлог на закон за изменување на изборниот законник по итна поставка поднесен од пратениците Зоран Илиовски и Џевата Деми. Со оглед на тоа дека матичното работно тело и законодавно-правната комисија не го гледаше овој закон, сега е 23:50, продолжуваме за 40 минути, значи пола сат после полноќ, за тоа време ги задолжувам матичното работно тело и законодавно-правната комисија да го разгледат овој закон.